Југоносталгијата на Димитар Ковачевски не е ништо повеќе од обичен гол популизам и обид за додворување до на традиционално гласачко тело на СДСМ, кое по се изгледа власта почна да го губи. Според аналитичарот Александар Ристевски, изјавите околу стандардот и самата поранешна држава е доказ за паниката кај власта, поради се посигурниот пораз на следните избори. Факт е дека и нив веќе почнува да ги губи и тука мислам дека е повеќе од очигледна и паниката, затоа што и тие самите се свесни дека нивните деца тешко живеат, дека нивните внуци се селуваат во странство и мислам дека е тоа само еден своевиден гол популизам, еден вешт маркетиншки обид да се зацкрие нивното тонење и со можност и целосно губење од политичката сцена, барем во некоја блиска иднина. Инаку премиерот Ковачевски почна да ја споменува Југославија последниве неколку дена во моментите додека неговиот рейтинг е во слободен пат, па така беше и во Братислава, каде премиерот си евоцираше спомени од според него некои поубави времиња. Дали би било можно да се создаде организација како ЕУ само меѓу балканските земји? Имаше таква организација, се викаше Југославија. Стандардот на Југославија беше 10 пати поголем од стандардот на Словачка, Полска, Унгарија, Бугарија, Романија заедно. А стандардот на вашите земји, затоа што тука гледам луѓе од Словачка, од Чешка, сега е подобар само затоа што сте членки на Европската Унија. Речи си иста изјава премиерот даде пред 6 дена, само тогаш од пресцентарот на владата, дополнувајќи дека ќе доведел Македонија до тоа ниво. Но нашата држава потекнува од поранешната Југословенска федерација. Во тоа време имавме поголем стандард и од Словачка, и од Чешка, и од Романија, и од Полска, и од Бугарија, и од сите земји кои што станаа земји членки на Европската Унија. И јас ќе ги донем сам и ќе ги предводам сите потребни одлуки кои што ќе обезбедат граѓаните на Северна Македонија повторно да имаат поголем стандард. Инаку оваа нова реторика на Ковачевски доаѓа во моменти кога истражувањата на јавното мислење покажуваат дека тој има речиси тројно помал рейтинг од лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, а неговата СДСМ речиси двојно помал рейтинг од ВМРО ДПМН. Пред да му се разбуди југоносталгијата, кај Ковачевски беше разбуден патриотизмот, што според познавачите исто така беше обид за колку толку кревање на рейтингот и тргнување на вниманието од скандалите поврзани со Бехтел и ЕНКА.